Во организација на Европската Унија денеска во општина Кочани се одржа информативен ден за вториот повик на ИПА програмата за 2015 година, на кој беа презентирани условите за финансирање проекти од областа на граѓанското општество, поддршка на невладините организации и медиумскиот сектор. Се работи за портфолио од 5 милиони денари распоредени на 3 нивоа. Се работи за портфолио од 5 милиони, три приоритети се во прашање. Првиот приоритет е 1,5 милион и се работи за интервенции кои граѓанските организации можеле да ги направат во полето на хоризонталните мерки, значи она што е се што би било околу овозможувачката средина за граѓанските организации, правна, финансиска и така натаму. Вториот приоритет е watchdog и мониторинг на јавната администрација, каде што граѓанските организации можеле да направат проекти во однос на работата на јавната администрација, нормално не само да извршат мониторинг на нивните основни 4 сервиси, туку исто така и да дадат препораки каде би требало да се подобрат тие процеси. И третата е основни темелни права, fundamental rights, каде што имаме акцент на децата, детските права, LGBTI групата, ромската заедница и останалите маргинализирани групи. Вториот приоритет е со 2 милиони портфолио и третиот е 1,5. Право на учество имаат сите граѓански организации, невладени здруженија, синдикати како и здружение на новинари. Сите оние професионални организации кои ги обединуваат новинарите и медиумите, како што е Здруженијето на новинари и сите останати синдикати и така натаму, се легитимни да учествуваат. Лани имавме многу бав приоритет кој конкретно се однесуваше на медиумите и на медија интегритетот и истражувачко новинарство, се извинувам на англиски. Имаме веќе 9 проекти кои се во имплементација. Овдека би требало малку покреативно да биде, меѓутоа вториот приоритет е сосем легитимен, пак истражувачкото новинарство би можело да се вклучи како проект. А и првото, зашто да не, затоа што првиот приоритет секој се однесува на хоризонталните мерки и главната цел во принцип на самиот инструмент Civil Society Facility, а тоа е да се подобри средината во која работат граѓанските организации. Рокот за аплицирање започнува на 26 април, а време траењето за реализација на проектите е од 12 до 36 месеци.